се подзабавляјте малце. А, Томче? За наследие. Денешната такава за маса ја насојуваме со сегмент наслов, тоа е демографски трендови, заедничка акција за инвестирање и искористување на човечкиот капитал преку годишната програма на владата. Четвртата година имаме само околу 16.000 новороđени. Мислам дека последна година со 20 на 23 година беше 19. Значи, имаме за 5 години рецесија од 5000 БВП. Тоа значи дека за 5 години кога овие трудат во прво деление, ние ќе имаме отприлика 100 до 150 причудници празни. Народот што знае да емигрира нашите делегации по сила и бројни комбинатори. И второ, намалениот наталитет и фертилитет. Тоа е добро. Намалениот наталитет и фертилитет. Владата е свесна за сериозност на нова прашање, веќе работи на неколку линии. Се слеповници кои што треба на нашите прводеленци најранна возраст да им објаснам дека не е семејството јас, тато и мама, туку семејството е јас, тато, мама, дада и бато. Мора да кажеме дека нема ништо поважно од семејството. Семејството темелно на општеството. Тоа е првата и најважна полука или училиште во животот. Да кажем. Според последниот попис сме нешто над 1,8 милиони жители. Имаме отприлика над 700.000 вработени редовно и околу 350.000 пензионери. Реално присутно население според сите проценти не наблюдува од 1,5 милиони. Може би овој предизвик во следните 10-15 години ќе биде предизвик, но не со таа брзина ќе го почувствуваме сите. Но за 20-25 години, тоа што ќе го ставиме на тие генерации по нас, ќе биде озбилен предизвик. Зошто? Затоа што тоа се плашам дека ќе бидеме држава под 1 милион жители и тоа што имаме на еден пензионер еден работник. Тоа значи колапс за пензијскиот фонд, тоа значи колапс за здравствениот. Секој некој што си игра играчи, кој што не го разбира колку е ова озбилно, не мисли добро на држава.